Трето, Сахих Муслим 533. Вели пегамбер селем: "Мен бена месџиден лилlah, бена Аллаху леху бейтен фил џенне." Кој ќе изгради џамија заради Аллах, Аллах ќе му изгради куќа во џеннет. Нормално се ти не можеш да видиш цела џамија 200, 300, 500 милион. Доволно е да учествуваш. Доволно е да учествуваш. Не мора ти да правиш село минар 50.000 евра. Не мора цел тепи да дадеш ти 20-30 евра. Доста е да учествуваш со чисти пари, со халал пари. Султан Сулейман Кануни, законодавецот, која градил џамија Сулейманија, рекол: "Јас само ќе правам џамијава. Никој не смее да учествува, само јас." И џамијата при крај се завршува и гледа во сон пола себа тебе, пола на една старица. Како може бе? Јас султан на Османлиска империја, само со мои пари, пола џамија, пола себа под џамија, себа. И оди на една старица, а пола нему, тој се лути. Војска пушта, аскар. Барајте, таа старица каде е? Кој дал право? Јас забранив да учествувам во градење на џамија, никој, освен јас. Ја барат, каква, која наоѓавате на старица? Дојди мамо ти, пресултано, што имаш направено ти? Ништо. Ја живеам од милост на луѓе. Што е милост на луѓе? Садака. Кој ќе даде садака нешто, садака на луѓе? Рече: "Дали имаш нешто ти во џамијава?" Абе, рече: "Еднаш поминував, гледав таму вар за џамија, што се мачка од џамија вар. И јас, рече, толку имав ситно пари, купив 3 грстови, веќе ли речеме по наше 3 кила, 2 кила вар, и го земав и го фрлив во казанот или што било тоаш дупка од вар. Зашто? Аллах се да ми пиша." Рече: "Поради тоа дело, а таа толку имала таа. Ти може да дадеш милион, ама ако имаш 10 милиони, колку си дал 10%? Човек може да даде 500 денари, ама имал 1000 денари, тој дал 50%. Ке Аллах се гледа процент, не се гледа величина. И прво се гледа искрено." И вика: "Оставете ја Султан Сулейман. И таа ќе има пола себа под џамија, бидејќи дала малку, ама го дала она што го имала. Значи, кој ќе изгради џамија за Аллах, Аллах ќе му изгради нему куќа во џеннет." Вели пејгамбер алейхи селам: "Ене заимун би бейтин фи рабадил џеннет." И ја му гарантирам куќа во влез на џеннет. Влез во џеннет. Зашто џеннет има влез, средина и највисок дел до аршот на Аллах. За кого? Вика: "Јас му гарантирам куќа во влезот на џеннет за човек кој ќе остави расправа и да во право." Еди сега, расправа. Луѓето се спремни да се кавгаџат. Да влегуваат во кавга, по судови, по расправи, по караници, по... Седи бе мира. Абе, ако си во право, пушти му! Пушти му го, Аллах и готово. Вели пејгамбер сам: "Ја му гарантирам куќа во влез на џеннет." Лимен, за кого? Лимен таракал мира, кој ќе остави расправа и да си во право. 100% да си во право. Гледаш, ти имаш белото или црно. Што ќе правиш? Пушти му го шејтан со него нека оди. Зошто? Гаранција куќа во џеннет. Второ, вели пејгамбер селам: "Уане заимун би бейтин фи васатил џеннет." Ја му гарантирам куќа во средина во џеннет за човек кој ќе остави лага, мамење, па дури во шега. Значи мамење, лага и во шега да е, и да е во шега, и да е во зафрканци, мамење Аллах не го сака. Најомразена особина кај пејгамбер алейхи селам било мамење. Пејгамбер го сакал човека. Кој ќе слушне мами, му паѓало од очи. И трето, вели пејгамбер алейхи селам: "Уане заимун би бейтин фи а'лал џенне." И ја му гарантирам куќа во највисоко место во џеннет. Највисоко место во џеннет. Во најдобро место, во близина на Аллах. За кого? Лимен хасуна хулукаху. За оној кој ќе го поправи својот карактер. Што сака да каже? Значи, човек може да поправи карактер. Но ебе, тој се родил таков. Валле биле, пред неколку години слушнав хоџа. Викаме, примил ислам еден човек, христијанин. Свиња не бит видјагне. Стагфируллах. Свиња не бит видјагне. Бидојќи Ибу Бекр бил немуслиман, и Омер бил немуслиман. И што, не може ти да биде муслимани? И ти пред 20 години си кланел намал, пред 15 години. Свиња не бит видјака. Сува оđа. После кажеш, верава зашто е ваква. Па прво види главата каква е смрт, а не другото.
Шучур некој мало ќе му го отвори срцето. Ти си надлежен. Ми сите ќе полагаме рачун пред Аллах, не пред народ. И народ ќе види што е добро, што е лошо. Ама кај Аллах азза ва џелле, јас му гарантирам куќа во највисоко место во џеннет за човек кој ќе го поправи ахлакот, карактерот. Зошто? Може да се насмевнеш, може да речеш селам алейкум, може да прашаш како си. Може да некој тажен да го развеселиш, ако има некој долг, Бож да му го платиш, да му направиш добро. Можеш, зошто да не можеш? Зашто ќе дојде ден ќе бараш. Вели пегамбер алейхи селату веселам, ја, вели вака, мен аде меридан, кој ќе оди да посети болен човек. Надаху мунадим, кој ќе оди да посети болен човек заради Аллах. Го повикувач од небо. Кој е повикувач од небо? Мелек. Лекад бавата мин Аллахи мензиле фил џенне. О човеку, блазе тебе, имаш припремена куќа во џеннет. Зошто? Си посетил болен човек. Зошто? Бидејќи кога ќе посетиш болен човек, како да си го посетил Аллах. Што збориш? Тоа го рекол пегамбер. Ибн Адем мериту фалем теудни. Човеку бев болен, не ме посети. Ја Раббел алемин, ти господар на светови, ти болен да... Не рече. Мојот роб, мојото создание, мојот човек беше болен, ти не го посети. Ако го посетеше, рекол како да би си посетил мене. Гледаш како е верава? Го правиш ради Аллах, немаш гајле. Вала бак вика, Ибн Адем, о човеку, бев гол, не ме облече. Субханаллах, стагфируллах. Хаша ва келла. Аллах да биде необлечен. Рече, виде човек кој немаше доволно алишта, него да го облечеше. Гледаш? Све што правиш за своја корист. Потоа, изгради куќа во џеннет. Инне фил џенне гуреф. Во џеннет има одаи стакло. Од надвор се гледа внатре, а внатвор се гледа надвор. За кого се Божи пегамбере? Оној кој ќе нахрани сиромав, оној кој ќе шири селам и оној кој ќе клања ноќе додека другите спијат. Клања 2 рекати намаз. Ноќе кога никој не те гледа, меѓу тебе и меѓу Аллах, Аллах азза ва џеле да ти даде светлина на судниот ден, кога ќе биде темнина, кога другите спијат, ти клањај. Да правиш дела заради Аллах азза ва џеле. Има многу дела кои се лесни да направиш куќа во џеннет. Па искористи ги додека можеш и додека имаш можност. Ќе дое време кога не ќе можеш. Па сидна Мухаммед ва ала алейхи ва сахби аџмаин.